Дигиталната трансформација ги интегрира технологиите во насока како процес да ги искористи можностите кои на некој начин ги носи новото време. Ова е темата која што ќе ја третираме во денешново издание на Приказна. Следете не. Пандемијата ги забрза процесите на дигитална трансформација, поточно ги натера на некој начин компаниите да инвестираат во дигитална трансформација. Еве што истраживме во рамките на оваа приказна. Времето во кое живееме се менува брзо како резултат на брзиот технолошки развој. Дигиталната трансформација се посигурно докажува дека брзо ќе се наметне како неопходност која ќе мора да се прифати. Се однесува на промените поврзани со примената на дигиталната технологија во сите аспекти на општеството. Всушност, како што и самото име кажува, да се трансформира нешто, значи да се направи практично промена од корен, односно значајна промена во начинот на функционирањето на нештата, на изгледот на природата, така да дефинитивно не може дигитализација да се изедначи со дигитална трансформација. Значи, едноставно имплементирање на некоја дигитална алатка само по себе не представува никаква трансформација. За да зборуваме за дигитална трансформација, мора да е проследена со организацијска промена, промена во мајндсетот, промена во културата, промена која што ќе потикне иновации, нови процеси, нови модели и всушност ќе ги даде ефектите кои што и ќе отклучиме моќта која што ја носи дигиталната трансформација ако е правилно примената. Дигиталната трансформација е процесот на промена на организацијата од традиционален пристап во нови начини на работење и размислување користејќи дигитални, социјални, мобилни и развојни технологии. Вклучува промена во раководењето, начинот на размислување, охрабрување на иновација и нови бизнис модели, вклопувајќи дигитализација на капацитетите и зголемена употреба на технологијата, во насока на подобрување на искуствата на вработените, купувачите, добавувачите, партнерите и собствениците. Мора да се има стратешки пристап, да се има правилно лидерство, да се потикнат организацијски промени, да се имаат правилните луѓе на правилни места со правилен мајндсет, за да можеме да зборуваме и од аспект на компанија, од аспект на организации, на држави за трансформација со употреба на дигиталните технологии. Првиот бран на дигитална трансформација ги опфати мобилните телефони, социјалните мрежи, системот клоуд и големите податоци. Денес следуваат виртуелната реалност, вештачката интелигенција, машинско учење, дронови, 3D печатење, геймификација како бизнис модел и сите нешта кои не носат пред вратата на така наречената четврта индустријска револуција. Самите бенефити кои што ги гледаат самите компании од овие процеси ќе ги натераат на крајот на денот да размислуваат за да го продолжат патот на дигиталната трансформација. А она што е најважно во дигиталната трансформација не е техника, па дури не се и анализи на процедури и слично. Првиот чекор е прифаќањето на промената. Значи, прифаќањето на нов мајндсет, да сакате да промените нешто. И тоа е тешко. Ако некој работел на некој начин 20 или 30 години, многу е тешко сега да само иницијативно се промени. Дигитална трансформација се однесува на конкретни промени во бизнисот, развој на нови бизнис модели и иновативност, но и зголемување на конкурентноста на пазарот како резултат на дигитализацијата и примена на дигиталните технологии. Дигитализацијата е само алатка, е механизам, како нешто што се одвива на хартија или на друг начин, како да го претвориме во дигитален процес. Дигиталната трансформација реално се сведува на редизајн на процесите. Значи, повеќе дури правна анализа на процедури, на подзаконски акти, но и во приватен сектор, на процедури во компанија, отколку самата техника на дигитализација на нешто. Во некои случаи дигиталната трансформација за жал подразбира само дигитализација, односно користење на дигитални алатки. Дигитализацијата е потребна за оптимизација во контекст на дигиталната трансформација, но дигитализацијата не може да се изедначи со дигиталната трансформација. Односно, самата дигитализација не значи дека вашата компанија ќе доживее дигитална трансформација. Така да првиот чекор што секоја компанија треба да го направи или институција е да си направи анализа како процесите кои што сега се одвиваат, на каков начин би требале да ги смениме со помош на
на дигитализацијата. Така што се работи за целосно различни процеси. Прво е анализата и како нешто ќе правиме, па после доаѓа дигитализацијата како алатка за подобрување на процесите, подобрување на услугите, подобрување на работата. Дигиталната трансформација не се однесува само на компаниите, може да се примени на градови, па и на земјата. Еден од главните бенефити на дигиталната трансформација е зголемена продуктивност. Ургентно ни е потребна зголемена продуктивност и на бизнисите за да остварат подобри резултати, раст, подобри профити, за да имаат позадоволни клиенти, поефикасни процеси, а исто така и на државите и на градовите, како што споменавте во прашањето, има потребна зголемена продуктивност. Во Северна Каролина, во градот Кери, комплетно се променил дотогашниот бирократски начин на функционирање, унапредувајќи ја локалната самоуправа до таа мера што сите работи се извршуваат преку еден систем – Salesforce. Овој систем ги обединил и автоматизирал сите процеси, олеснувајќи го функционирањето на градската управа и нејзината ефикасност кон локалните жители. Има прилика да видам како работи градот Чикаго или има конкретно CTO на Чикаго. Значи, што може да се направи со технологијата кога е правилно примената со правилен пристап и кога податоците не само што се собираат, туку се користат за носење на паметни одлуки кои што ќе го подобрат животот или ќе придонесат за подобри услуги. Например, тие точаците кои што ги нуди градот Чикаго, кои што се користат, имаат во себе вградени едни уреди кои што ги мерат вибрациите на патиштата каде што се движат точаците и воедно ги следат патеките каде се движат, дали се движат по велосипедски патеки или не. И кога се решава кои патишта први треба да се реконструираат, се користат овие податоци врз база на вибрациите се одлучува за кои се оние кои што први треба да бидат приоритет, а од друга страна ако граѓаните многу се движат на места каде што нема велосипедски патеки, да се изградат таму велосипедски патеки. Граѓаните, користејќи ги предностите на технологијата преку Alexa и Waze, ги добиваат сите податоци, информации, кога и како ќе ги посакаат, преку апликации и уреди кои самите ги користат. Смарт градовите или смарт општествата се способни да искористат технологијата и моќта на технологијата за да го подобрат животот на граѓаните, да зголемат продуктивноста и внатре и секако надвор, да понудат подобри дигитални услуги решенија и да го леснат животот на граѓаните. Чисто еве например Естонија, која што е пример за дигитална нација, дигитална држава, уште од 1991 година започнува со својата визија за дигитално општество и смарт општество. Над 99% практично од услугите кои што државата и градот ги нуди на граѓаните може да се направат дигитално. Клучен факт е дека корисниците и нивните потреби ја оформуваат дигиталната трансформација. На самиот почеток да направиме убава дистинкција, да разјасниме што е дигитална трансформација, колку тоа е различно од дигитализација и дигитални уреди. И супер почеток да се почне со таа тема заради тоа што граѓаните навистина сметаат дека дигитализацијата и дигиталната трансформација се синоними, односно дека се работи за едната иста работа. Всушност се работи за три тотално различни нешта и три тотално различни концепти, односно дигитизацијата е всушност трансформирањето на нешто од аналогно во дигитално. Односно, еден обичен пример за тоа би бил кога фотографиите од детството ги скенираме за да можеме да ги ставиме на компјутер и да ги гледаме оттаму. Дигитализацијата е сепак едно ниво повисоко, односно се работи за процес каде што нештата каде што аналогните нешта и аналогните процеси сакаме да ги конвертираме во дигитални процеси. Така што, например, еден пример убав за тоа е, кој што секогаш и го користам, за да им објаснам на компаниите за што навистина станува збор, е кога, например, процесот на изготвување на фактура. Ако досега на аналоген пат бил да се таа испечати, да се подпише, да се архивира, исто така да и се удри печат, истиот тој процес можеме да го направиме и дигитално, односно да се подпише фактурата дигитално, без да се печати, да се прати на оној на кој што ни ги долгува парите.
Сепак, дигиталната трансформација е нешто сосема поинакво од дигитализацијата и од дигитализацијата. Тоа е кога една компанија комплетно функционира на еден дигитален начин, односно кога ги интегрира сите можни постапки и целото функционирање е комплетно на еден дигитален начин. Дигитализацијата е апсолутно комплексна работа, посебно кога се работи за компаниите, кога сакаме да им представиме еден тотално нов концепт на функционирање. Го сметаат како комплетно западноевропски, како модерен, како абстрактен и дека се уште е рано да се зборува за тоа во Македонија. Напротив, има многу нешта кои што можеме да ги подобриме и многу нешта кои што можеме да ги имплементираме и токму сега е вистинско време да зборуваме и да имплементираме алатки кои што ќе ни помогнат да бидеме поефикасни, да бидеме подобри и поисполнителни во работењето. И помудро да ги користиме информациите кои што дигиталната трансформација на некој начин ги забрзува во поглед на прегледноста, со цел да ги на некој начин унапредиме сите нешта кои што се однесуваат на бизнисите. Ми се чини дека кај нас печатокот е дека е трошок и дека е нешто што ги плаши, па не се опуштени да се впуштат во дигитална трансформација. Токму така, постојат многу предуслови кај една компанија или кај една индивидуа да користи или да се трансформира дигитално. Како прв предуслов е импресијата дека тоа навистина е нешто што чини многу и во услови на намален профит и во услови на економски услови во кои што живееме и работиме, дека тоа е навистина голема сума на пари кои што треба да се стави некаде. Дополнително, како предуслови се сметаат исто така информираноста на менаџерскиот тим, како и пристапот до информации, како и можноста да поразговараат со некој консултант за тоа што е приоритетно да се трансформира дигитално, а што секундарно да се трансформира дигитално, а и дополнително подготвеноста на кадарот тоа да го прифати, да го размисли и да го изнесе, без тоа да се плаши дека утре ќе го загуби работното место. Всушност, дигиталната трансформација значи дека вработените треба да се занимаваат со работата која што е ментален предизвик, а не која што е само некаква редундантна работа која што ја повторуваме сите. Например, дигиталната трансформација тотално ги коси или ги минимизира сите оние процеси на удирање на печат, архивирање, заради тоа што тоа може да го направи некој софтвер без тоа да инволвира некаков работен. Во секој случај се работи за инвестиција, односно да сите тие процеси кои што можат да се забрзаат и за кои што не треба да се користат многу луѓе, можат едноставно да се заменат со софтвер. Компаниите можат тој софтвер да го развијат, да биде соодветен за нивната компанија или може едноставно да го купат поради тоа што веќе некој на тоа работел, потрошил 2 до 3 години, се нуди на пазарот, па само треба да го имплементираат. Во секој случај Македонија да произведува софтвери, меѓутоа западниот свет е малку побрз во тоа и тие веќе се нудат на пазарот, па само треба да се прилагодат, да се превземат и да се започне со сето тоа. Целта е да се работи многу поефикасно. Кои предизвици најчесто се јавуваат кога се прави дигитална трансформација на некаков бизнис? Најголемите предизвици или она на терен со кој што се соочуваме е дефинитивно восприемањето на дигиталната трансформација како нешто што е апстрактно, нешто што е во моментот неприкладно да се направи, нешто за кое што треба да се размислува во иднина, односно дилемата што сопствениците и менаџерите на бизнисот ја имаат дека тоа навистина ќе им направи тектонски промени на кои што нема да може да се навикнат. Од друга страна пак, кога им предочуваме за тоа дека ќе можат значи да работат многу поефикасно, односно ќе можат да бидат во тек со сите информации во бизнисот за тоа кои биле трошоците, кои бил профитот, каде се наоѓаат, например, каква е залихата или каде се наоѓаат камионите или пак кој вработен со каков инпут го завршил денот, тогаш е навистина поинаку поради тоа што на тој начин, ако ги имаат сите информации пред себе, ќе носат одлуки многу побрзо. Или пак, например, еве, во денешно време кај нас, за да знаете каков бил перформансот на вашиот бизнис, ќе мора да се чека до 15-ти во следниот месец за сметководителот да ви каже
како е целосната слика, точно така, откако сите даноци се веќе наплатени, за тоа докаде сме во бизнисот. Кога ќе го споредиме со тоа, еден германски бизнисмен се враќа од работа дома и на својот телефон преку едноставен клик може да види едноставно да ги види сите параметри за својот бизнис и знае веќе кога ќе дојде следниот ден на работа, кои се приоритетите со кои што треба да располага без да чека да дојде следниот 15-ти во следниот месец и навистина тоа го прави неговиот бизнис многу поконкурентен во споредба со оние кои што го немаат тој систем на информирање преку кој што би можеле да носат одлуки. Како да ги објасниме придобивките, можеби попластично, низ некакви приказни кои што точно го лоцираат она што дигиталната трансформација го носи? Еве, например, за земјоделието. Кои се придобивките од дигитална трансформација на земјоделието? Пред се зголемена профитабилност на крајот на приказната, заради тоа што сите ние работиме и ги согледуваме нештата како сме сработиле со цел следната година да имаме многу подобро работење, многу подобар перформанс. Сакаме сите да ги намалиме трошоците, а да ја зголемиме добивката, а при тоа исто така забележуваме што може да поправиме во текот на времето. Кај земјоделието навистина во однос на механизацијата, да, може да биде помодерна, меѓутоа без разлика што тука, нели, кога зборуваме за земјоделие, да, зборуваме за услови надворешни во кои земјоделците навистина и тешко работат. Тие не можат да ги предвидат сезонските промени, не можат да предвидат кога ќе има град, кога ќе има суша и така натаму, меѓутоа постојат софистицирани алатки и софистицирана механизација, на пример наводнување преку дронови или пак ставање на во почвата на одредени пипети кои што можат да го видат составот или сувоста на почвата, па можат исто така да пратат некои информации до некако систем каде што ќе може да поттикне некаква механизација, каде што ќе може да се обработи почвата. Навистина тие системи се многу скапи и се уште за едно мало или средно предпријатие навистина би биле голем залог, меѓутоа идејата на трансформацијата е од нешто мало да се почне за да се дојде до поголемата слика и да се дојде до навистина поголема тектонска трансформација, тектонска промена во тој бизнис. Меѓутоа, во секој случај, зголемена ефикасност, зголемена профитабилност, зголемено задоволство од страна на клиентите, зголемено искуство, односно зголемено задоволство при користењето на некаков производ е исто така голема придобивка од тоа. Колку во таа насока едукацијата на луѓето е значајна? Дали таа ќе го улесни тој процес? Не само што е значања, него е примарна. Доколку еден човек не знае што може да користи или што може да придобие за бизнисот, нормално не би ни навлегол, не би ни започнал со тоа. Школа за дигитална трансформација немаме, ниту пак посебен сајт за тоа немаме. Кога ќе искуцате на интернет, ви се набројуваат бројни системски решенија, алатки кои што ќе може да се користат, меѓутоа поентата е што за мене ми треба и што е за мојот бизнис добро и во оваа година со што би можел да почнам. Тука најголема работа завршуваат првенствено консултантите, меѓутоа ако еден човек како предприемач не би можел да знае кој е добар консултант во тоа или кого да исконтактира, тогаш единствено што треба да направи е само да се обрати да види успешните бизниси или успешните компании кои што имаат иста целна група, иста дејност, ист бизнис како неговиот, кон кого треба да се обратат или едноставно да седнат, само да поразговараат за да применат искуства. Или пак семинарите кои што се одвиваат во соседството, значи земете Грција или земете Бугарија, се исто така одличен ресурс каде што ќе може да се види како определени предпријатија прават прогрес во тој дел, за да може сепак да се добие некаков ноу-хау и да се добие некакво искуство. За крај, колку одговорноста на користењето на дигиталните алатки исто ќе биде значаен фактор во поглед на безбедноста на дигиталната трансформација? Безбедноста е клучна и многумина се плашат дека доколку ги стават податоците на одреден софтвер, дека едноставно ќе ги снема или ќе ги споделат со некој друг или некој друг ќе има увид во сето тоа. Користењето на софтвер само по себе не значи апсолутна безбедност, меѓутоа постојат клаузули кои што во договорот еден
купец на тој софтвер треба да ги види однапред. Во принцип, кога зборуваме за дигитална трансформација, секогаш зборуваме за чување на податоците во еден виртуелен облак. Односно, како една најбезбедна алатка и една најбезбедна можност, каде што податоците кои што ги имаме во компјутер треба да се чуваат. Заради тоа што и нормално тоа е клауд или пак тоа е виртуелен облак кој што некој, значи за кој што се грижат професионалци, кои што го заштитуваат неколку пати во денот и за кој што можам да кажам дека се има безпрекорна гаранција. Netflix е еден од одличните примери за успешна дигитална трансформација на светскиот пазар. Кај нас, одскоро, имаме стриминг сервис направен по сличен концепт. Тоа е Глеј ТВ. Глеј е првата македонска национална стриминг платформа која овозможува да Македонија всушност ги дигитализира медиумите на некој начин, да се приклучи кон светските трендови. Овој начин го менува начинот на функционирање на кабловските оператори, а воедно и концептот на телевизија кој го имавме досега. Глеј е стриминг платформа, навик на светските глобални стриминг платформи, овозможува, значи, одредена библиотека на програми да ја гледате преку апликации на смарт телевизорите, првенствено, потоа на мобилните телефони, на компјутери и преку одредени уреди кои телевизорите ги прават смарт телевизори. При тоа корисниците, значи, си бираат кога сакаат да гледаат, не мора да чекаат точен термин за емитување на одредена програма, туку си бираат време кога сакаат, гледаат колку сакаат, значи тоа популарно нареченото бинџување, гледаат што сакаат, тоест нивниот изборот од една богата понуда на програма, нивниот изборот што сакаат да гледаат и гледаат каде сакаат, заради тоа што преку сите овие апликации, можности, преку различни уреди можат буквално да биде тоа во дневната соба, да биде во детската соба, да биде надвор, некаде. Значи, впрочем, таков е и нашиот првичен слоган. Гледај кога сакаш, каде сакаш, што сакаш и колку сакаш. Стриминг сервисите преку своите сервиси кои се состојат од персонализирана понуда на содржина, овозможуваат секој корисник да избере што и кога сака да гледа преку уредите кои ги има. Понудата на Глеј, програмската понуда е заснована на 3 столба. Значи, едниот столб е локалната продукција. Значи, тука обединивме еден голем дел од квалитетната домашна продукција и тоа само ќе се проширува понатаму. Значи, тоа е замислено да биде место каде што корисниците, гледачите ќе можат на овој нов современ начин на гледање на телевизија да ја консумираат македонската содржина. Вториот столб е регионалната продукција која е во голем пораст во последниот период и која ја ставаме во еден голем избор исто на платформата. И третиот столб е детската програма. Значи, вложивме многу и време и средства за да излокализираме на мајчин јазик, на македонски и албански, квалитетни детски содржини кои се од, да речем, покрај забавен, имаат и своја едукативна компонента. Во моментот над 15 наслови такви може да најдете, сите, пак ќе кажам, и синхронизирани на македонски и албански јазик. Над сето ова, односно покрај сето ова, нормално имаме и понуда холивудска, понуда на одлични европски програми и повторно пак сето тоа излокализирано на
македонски и албански јазик. Корисниците лесно можат да изберат на кој јазик сакаат да ја следат, да речеме, програмата на Глеј. Концептот на дигитална трансформација е интелигентен начин да се следат барањата на публиката. Податочниот систем во аудиовизуелниот бизнис придонесува информациите за барањата на консументите да влијаат врз оформување на идната понуда. Благодарение на податоците кои ги оставаат корисниците, тимот на Глеј ТВ може да креира понуда. Предноста на ваквите стриминг платформи е што ние малтене во живо така пратиме однесувањето на нашите гледачи, тоест што сакаат, што гледаат, што ги интересира и спрема тоа лесно и брзо ќе ја прилагодуваме и ја прилагодуваме веќе програмската понуда. Тие статистики ни помагаат за да направиме што поквалитетна програма. Што покажуваат досега? Покажуваат над 25.000 заинтересирани, регистрирани корисници. Покажуваат некои за мене изворедни 4 сати денот просечно по корисник. Значи тие корисници што денеска решиле да му пружат на Глеј шанса да им го пополни тој забавниот дел од денот, негде во просек 4 сати го користат Глеј. Околу гледаноста, значи, се покаже исправна нашата концепција, заради тоа што македонската програма е најгледана. Како поединечна, морам да ја спомнам, Преспав, така, значи Преспав е со месеци веќе најгледаната, најстримуваната програма. Целта во иднина е да се продуцираат нови програмски содржини во која ќе биде опфатен домашниот и регионалниот пазар. Во моментов дигиталната трансформација во текстилната индустрија е сведена на 2D дигитализација и тоа е процес кој што трае од 90-тите години наваму. Многу беше тешко да се прифати тој момент, бидејќи во Македонија се што е ново е многу тешко, многу е страшно. Меѓутоа, веројатно компаниите, газдите на компаниите сватија дека за да ги обслужиме клиентите од надвор, потребно е да го убрзаме начинот на производство и начинот на изработка на облека. Така да во моментов 2D дигитализацијата е присутна во многу голем број на текстилни компании, што не е збор со 3D дигитализацијата која што е во моментов иднината на текстилната индустрија во светот. Преку овие алатки ние сакаме да допреме до што поголема публика и сакаме да создадеме исто така една технологија која што ќе помогне на овие лица пред се да ги искористат своите можности, односно да ги дефинираат своите потреби првично преку фазата на истражување, а од друга страна пак да создадеме можности за самите модуларно да ги склопуваат тие парчиња на облека и тоа ќе ни биде втор чекор кој што веќе го проектираме и го планираме. Се надевам дека ќе се случи и дека ќе биде навистина од корис, заради тоа што едно е да имате парче каде што физички може, нели облека каде што физички може да ја погледнете, да ја пробате. Сепак лицата со попреченост ја немаат таа можност, а мора да имаат бар некаков вид на проекција за тоа што би го носеле. Да го видат како стои, како прилега, дали е тоа соодветно на нив, на нивната состојба, на физичката подготвеност и спремност на нивниот организам и за тоа ќе ни послужат токму технологиите. Во суштина, од пред едно 5-6 години, кога се појавија првите 3D програми за облека, за создавање на облека, на дизајн, придобивките се гледаат сега и на светско ниво многу е голем бенефитот од користење на оваа индустрија, не само во изработка на облека, туку и во прикажување на облека. Најпрво, 2D се комбинира со 3D дигитализација, се изработуваат дизајните на аватари, кои што се дигитални луѓе,
кои што секако може да ги направите онака како што вам ви одговараат, значи померките за компанијата што произведува облека. Откако ќе се издизајнира облеката, повторно шаблоните се добиваат во 2D, значи се убрзува тој процес, наместо да правите шаблони, се враќаат, а самиот систем ви дава шаблони. И најголемиот бенефит сега бареме во презентација, бидејќи користејќи аватари, веќе облеката може да се презентира на метаверс, може да се презентира и во интернет просторот. Би било навистина многу наивно да не ги искористите придобивките од дигиталните технологии. Ние навистина сакаме тоа да го искористиме максимално. Дали овие 3D технологии се корисни? Дефинитивно се, како што гледаме и движењето со овие наочари, едните со Oculus и така натаму, кои што ви презентира 3D слика, која што ви креира и нова средина и нов некој универзум, како што ги нарекуваат. Може само да ни помогне реално, заради тоа што технологијата, бар во последниве 70 години од после Втората светска војна, покажала дека може да биде апсолутно и романтична алатка, да ни го разубави животот, но и од друга страна да ни помогне во функционирањето и да се развиваме генерално и како општество и како планета со многу побрзи чекори од било кога. Многу интересно што во изминативе година и пол имавме неколку обуки во Македонија. Најголем број на учесници ни се студенти или луѓе кои што се во малиот бизнес, значи што имаат мали компании. Интересот на големите компании изостанува се уште. Иако во последните обуки имавме веќе луѓе од индустријата, како што кажав на самиот почеток, се што е ново е страшно во Македонија. Стравот дека ќе се финансира во нешто што не го знаат и не знаат дали ќе им врати потоа профит. Дигиталните алатки создаваат нови навики, ова пак создава нови промени во општеството на кои што сите ние порано или подоцна ќе мора да се промениме. Мора да знаеме дека дигиталната трансформација носи многу придобивки за бизнисите, односно за нивниот развој. Еве што во таа насока откриваме во истражувањето кое што го направивме. Пандемијата ги натера компаниите забрзано да размислуваат за примена на нова технологија, така што инвестицијата во дигитална трансформација не е веќе опција, туку е потреба. Над 20% од граѓаните за прв пат поради ковид почнале да ги плаќаат своите сметки онлайн или дека почнале да користат владени услуги. Пандемијата, за среќа или за жал, не натера дека мораме тоа го правиме. Многу работи мислам дека се започнати од аспект на дигиталната трансформација, и сега прашање е дали ќе продолжат компаниите во таа насока откако веќе опадна притисокот од страна на пандемијата. Она што вчера беше научна фантастика, денес е реалност. Се почесто се сретнуваме со нови производи кои креираат нови навики. Овие промени го менуваат и начинот на живот кој го живееме, но и начинот на кој работиме и комуницираме едни со други. Пред, да кажам, глобалните случувања пред 2 години значително заостанувавме, но она што се случи нели со пандемијата не натера сите, мислам, на и бизниси и како држава и како општество да видиме колку е таа важна. И мислам дека во овие 2 години имаме доста напредок, она што можеби да не се случеше пандемијата ќе го остваревме во 10 години, а мислам дека се убрза тој процес и веќе во 2 години сме доста далеку стигнати. Се трудиме да ги менуваме работите, особено после корона кризата, која што ни покажа дека дигитализацијата не е само луксус, туку е пред се потреба и нешто што ни го леснува животот. Многу од навиките како луѓе ги држим и ден денеска, дали се тоа состаноци, дали се тоа можности за некоја онлайн комуникација со администрацијата, но за жал некако како да не се вложува доволно брзо во овој процес на трансформација. Малопродажба, туризам, производство, финансиски услуги, здравство, осигурителни компании, земјоделство, но и јавната администрација се областите каде е неопходна дигитална трансформација. Нема
аспект или област во која што не може да се направи дигитална трансформација. Многу е просто прашањето, значи буквално треба да се запрашаме како било што работиме, можеме да го направиме поефикасно со користење на дигитални алатки. Достава на роба, еве во нашиот случај трансфузија на крв и крвни продукти, услуги до граѓаните. Значи не постои област која што не може да се трансформира користејќи дигитални алатки. Во земјоделието се користат паметни дронови за наводнување и ѓубрење на почвата во големи фарми и на големи површини, како и сензори за мерење на влажноста на земјата и температурата на површината над земјата. Тие се поврзани со главниот центар на податоци и главниот софтвер на компанијата, со цел да обезбедат податоци во реално време. Сметам дека мора да почнеме што побрзо и мора да прогресираме и се движиме што побрзо во имплементација на различни решенија и практично трансформирање со технологија. Кај земјите од Западен Балкан, дигиталната трансформација се уште заостанува во многу аспекти. Сите земји од Западен Балкан бевме на прилично ниско ниво на развој на овие процеси, да сега се многу полесно може да се искористи бенефитот на дигиталната трансформација многу повидлив. Така што дури за многу работи, земјите од Западен Балкан, не сите, сега има различна ситуација на различни земји, се далеку и понапредни од голем број на западноевропски земји, кои што дури сега влегуваат во одредени процеси. Дигитализацијата на услугите во регионот на Западен Балкан е претежно водена од финансиски аспект, а повеќето обезбедени електронски услуги се наменети за деловниот сектор. Не стоиме лошо, во споредба зборувам со остатокот од Европа, и тоа придонесе можеби самиот факт дека не бевме или не сме толку развиени, значи не постоја традиционални, функционални и системи, и институции, и процедури. И кога се наоѓате на такво пониско ниво, многу е полесно да имплементирате ново нешто, нова технологија, затоа што претходното или не постоело или лошо функционирало. Владите треба да се поттикнат за тие да ги дефинираат своите критериуми за поведување услуги за e-влада, базирани на потребите на граѓаните. Паралелно со ова, треба да се вложат повеќе напори во едукација на граѓаните, чија дигитална писменост во моментов е мала, за да се овозможи разбирање на придобивките од дигитализацијата. Ако дадеме дигитални можности, например, за вадење на документи, изводи, користење на услуги, комуникација со административните служби, ќе заштедиме многу време за себе. Србија веќе ја усвои својата национална стратегија за вештачка интелигенција за периодот помеѓу 2020 и 2025 година. Оваа стратегија е првиот владен стратешки документ поврзан со вештачка интелигенција на Западен Балкан. Албанија, од друга страна, веќе имаше стратегија Дигитална агенда на Албанија, како и Косово, што создаде Дигитална агенда за Косово, додека пак Црна Гора во моментов развива стратегија за дигитална трансформација, стратегија за сајбер безбедност и стратегија за дигитализација и образовен систем. Че ние не сме голема држава, би требало да сме флексибилни во промената и во имплементација на нови работи, меѓутоа мислам дека она што е потребно е да имаме пред се унифицирана визија каде сакаме да биде државата. Кога ќе ги прашате сите представници на владата пошироко, на бизнис секторот, на коморите, која е визијата на Македонија, каде ќе бидеме за 5, 10, 20 години, сите треба да ви го дадат истиот одговор. Националната стратегија за ИКТ 2021-2025 на Република Северна Македонија се фокусира на утврдување на приоритетните области во ИКТ секторот. Фокусирана е на соочување со предизвиците што ги наметнува се поголемата потреба од поврзување во општеството, зајакнување на конкурентноста и овозможување секојдневниот живот на граѓаните и бизнисите да бидат паметни. Стратегијата сама по себе не е доволна ако нема силна имплементација. За силна имплементација треба многу напорна работа, дисциплина, капацитети. Дигиталните технологии кои што ја овозможуваат трансформацијата ќе обезбедат подобар квалитет на живот во општеството. Од аспект на граѓаните, многу поважен е тој момент, каков начин да можат да ги добиваат услугите од страна на институциите електронски. И тоа е главниот бенефит, мислам, на целата дигитализација. Технологијата
и дигитална трансформација може да реши бројни проблеми, како на општеството, така во компаниите, така како што спомнав, во компаниите значи зголемена продуктивност, ефикасност, подобри услуги за клиентите, од аспект на од аспект на државата може да реши проблеми како што е на пример поголема можности, права да придонесе кон родова еднаквост. Не знаете нели кој седи позади компјутерот на пример. Од друга страна да реши проблеми како корупцијата. Виртуелната и проширена реалност се дел од најинтересните технологии чија популарност расте последниве години и успешно го следи процесот на дигитална трансформација. Во процесот на дигитална трансформација сме вклучени преку проекти и преку продукти. Значи проектите обично ги правиме по нарачка на клиентите врз основа на нивните барања и потреби, а продуктите се нешто што го развиваме сами или во колаборација заедно со клиентите. Сега поконкретно во делот каде што јас работам, значи тоа е нашиот оддел за проширена реалност, правиме продукти кои што не се баш стандардни софтверски продукти. Да, можете да ги користите на стандардни уреди како лаптоп, десктоп компјутер, мобилни телефони, Android, iPhone, таблети и така натака, меѓутоа може да ги користите и на очила кои што се баш наменети за проширена реалност. Виртуелната реалност овозможува интеракција со комплетно виртуелна околина. Најчест начин на конзумирање на виртуелната реалност е преку користење на уред што е поврзан со компјутер. Замислите правите ја носите колата на сервис и треба да ви се провери редовниот годишен сервис. И она што го гледате најчесто е не само кај нас, него и во странство. Гледате дека имаат огромни формулари, значи некогаш неколку страни каде што луѓето одат и проверуваат, значи што треба да се провери дали е све окей или не е окей. И са проблемот тука е едно што е на хартија, друго проблемот е тоа што дел од тие чекори не се ни добро објаснети што треба и како треба да се направи. И доколку работникот што го прави тоа не е доволно искусен, значи може да дојде до некоја забуна, до одлагање, губење време и така натака. Еден од нашите продукти кои што го развиваме, Inspect AR, е баш наменет да го олесни тој дел. Значи прво се прави дигитализација на сите тие листи за проверка и дополнително користиме проширена реалност со цел луѓето што ја прават проверката, буквално да може да видат каде треба да направат проверката и што точно треба да направат. Значи има комплетен водич, дигитален, може да биде тоа видео, може да биде 3D анимација или било што, за да видат што треба точно да проверат и како тоа треба да се направи и поправи понатака. Кај нас процесот на дигитална трансформација оди побавно, за разлика од светот, но и таму се уште треба доста работа за адаптација на сите нешта во дигиталната сложувалка. Демографијата е најчестата причина која секаде се посочува како проблем. Главниот проблем е тоа што, знаете, има различна демографија на луѓе, значи има помлади вработени кои што се прилично извежбани да ги користат модерните уреди, модерните технологии. Имаме и луѓе кои што се малце од постарата генерација кои што не се толку ајде да речеме вешти со користење на тие технологии и се навикнати на стариот начин на работа. Знаете како викаат, ако нешто работи добро, ајде не мора да го менјаме. Меѓутоа придобивките што се со ваквите апликации, ваквиот софтвер, значи со дигиталната трансформација. Заштеда на време, пари, поголема ефикасност се само дел од предностите кои што му даваат големо значење на процесот на дигитална трансформација. Дигиталната писменост представува вештина за истражување, анализа, проценување на податоци и нивно трансформирање во информација, преку која се пренесува знаење во дигитален формат. Овој вид на писменост интегрира збир на знаење, вештини и однесување при користењето на дигиталните алатки. Дигиталната писменост не го менува традиционалниот облик на писменост, туку е нов облик на современа писменост во дигиталната ера. За да бидеме во дигиталниот свет, ние мора да поседуваме дигитален идентитет, односно да креираме и да управуваме со нашиот идентитет онлайн. Влегувањето на овој начин во дигиталниот простор значи дека ние сме изложени на онлайн комуникација, односно креирање на онлайн комуникацијска мрежа.
За да го реализираме овој вид на комуницирање, неопходна ни е дигиталната интелигенција, која представува способност за емпатија и комуникација онлайн. Во дигиталниот свет секој од нас е изложен на голем број ликови со кои комуницираме. Таа изложеност бара да стекнеме вештини за дигитална сигурност и дигитална безбедност при користењето на онлайн медиумите. Дигиталната писменост е вештина која ни овозможува да научиме да ги употребуваме алатките на дигиталното време правилно, етично и одговорно. Тоа беше се што ви подготвивме во емисијата во која што се посветивме да ги дадеме сите оние неодговорени прашања во врска со дигиталната трансформација. Веруваме дека информациите кои што ги споделивме ќе ви бидат од корист. Довидување до следната приказна.